програм и ќе останат расфрлени по сите сегменти на општеството. Можеби најмногу нивните луѓе од тајните служби ќе успеат да најдат нови стожери. Со една неподнослива леснотија денеска говориме дека само се префрлија од тајната полиција во Агенцијата за разузнавање, ма тоа на ниеден начин не го проблематизираме. Тоа е трагично во нашата дебата, што ја водиме како општество. Имено, единствено користејќи ги методите на тајните служби, може тие исти да се направат нефункционални. Службите кои што сакаат да го затворат општеството и да му понудат на вистина по нивна мерка, единствено може да се разбијат со максимална транспарентност, со максимално отварање и со нудење на вистината онаа каква што е објективно содржана во фактите. Токму затоа пред малку господинот Петровски зборуваше дека се отворија досијата и се дознаа кодошите. Тоа чувство како генерална јавност го немавме. Затоа што самиот начин на кој што беа отварени досијата беше интимизиран, во смисло жртвата можеше да се го види своето досие и својата животна врвица исто и систем. Меѓутоа, онаа катарзичност кај општеството, врзана со отварањето на овие тајни архиви, не беше постигната. И не само тоа, денеска ја отворивме една друга тема, врзана со архивите на Коминтерната. Замислете сите бивши режими, таму прати историчари кои што буквално ги открија ние фундаменталните лаги на режимите. Затоа што да се разбереме, комунистичките партии беа банди, кои што се туѓи пари од Москва, за туѓи интереси на Москва, понатаму со инструктори од истата таа Москва, се бореа против легилните поредоци на своите собствени држави, за да инсталираат режими што ќе бидат во корист на таа истата Москва. Уплашени за некој друг да не им го направи сличното. Секој комунистички режим ја претвори својата земја во затвор. Сега, разликата помеѓу странските сталинизми и нашиот типизам беше единствено, како да речам, врзан со фактот што Тито реши да си прави сталинизам по некој свој трк, а Југославија не беше доволно економски моќна да го издржи тоа. И тој мораше да се отвори кон Западот доволно добро, за да каже дека не го угнетува претерано многу своето население, за да може да ги повлече тие средства што му стоја на располагање. И замислете си, денеска, дури и кога се соочуваме со личности во Македонија, во поновата македонска историја, кои што го носат гневот на општеството и гневот на јавноста, ниеден од нив не е толку, сите тие се силно третирани, меѓутоа единствено кон Јосип Брз Тито се поаѓа како еден вид на полубог. А имено целокупната инсталација негова и по инерција се движи понатаму и во овој систем. И сега, за мене е парадоксот, јас сум роден 77 година, кога се обидувам да го зборувам ова во кругот на моите врсници, делувам како некој што зборува за некој палеотеми. Мислам како некој што зборува за теми што се случувале пред 15.000 години. И можна е тешко да им се опише на моите пријатели дека фактот дека тие мрежи се уште постојат и се уште работат по стариот тек го објаснува тоа што една група ученици, која што била најдобри ученици, најактивни и така натаму, кога почнува реалниот живот, од денеска се претркани од 12 ешелонци. И понатаму животот ви се одвива само во некој безвеза сегмент и животот некои големи мајстори ви го водат. Докога го одлучите да се спротивставите, тогаш ќе го добиете по носот или ќе станете како беше противник на уставниот поредок, или пак ќе се откажете доставник и емигрирате. И замислете, ние и во 2006 година немаме доволно критична маса да созрееме, да го отфрлиме сето ова и да направиме едно вистинско плурално општество, каде што дебатата ќе биде реална. Замислете си, во Македонија кога ќе изнесеш аргументи во прилог на некој став, од другата страна ќе ви дојде одговор, вие тоа го правите затоа што имате криви уши. Или вие тоа го правите затоа што барате од мене пари. Дури и да се мотивите такви, на аргумент се спротивстава со аргумент, не се спротивстава со компромитација на личност. А токму таа компромитација произлегува од овој модус на оперирање на сите овие нешта во изминативе години. Добро. Ова беше за вовеќе представување на моите гости. Влегуваме во дебата по кратка пауза за реклама.